Организацијата на жените на општина Свети Николе од 1990 година действува како независна организација. Во руралните средини има и женски активи со цел полесно стабување во контакт со социјалните групи при реализирање на предвидените активности и проекти. Во организацијата членуваат повеќе од 500 членови од општината и пошироко, од кои околу 30 се активни волонтери кои се вклучени во реализација на тековни активности и проекти. Првите чекори на организацијата како дел од организацијата на организации на жени на Македонија имаа хуманитарен карактер, беа проследени со низа активности и акции пред се за пружење на хуманитарна помош на социјално ранливи групи на граѓани на општина Свети Николе, како и организирање на активности и прослави за одбележување на Меѓународниот ден на жената 8 март. Членките и активисти на организацијата во почетокот беа фокусирани на зајакнување на сопствените капацитети, посетувајќи ги првите семинари и обуки и првото студиско патување во Будимпешта, а потоа и во многу други конференции, тренинзи, семинари во земја во инстранство, студиски патувања во Монголија, Америка, Унгарија, Шведска. Тоа придонесе кон развивање на организацијата и проширување на соработката со други релевантни институции и организации во државата и странство. Организацијата на жените на општина Свети Николе е лидер во женското движење и располага со човечки и технички капацитети кои влијаат на подобрување на општата состојба на граѓаните во општината и републиката. Мисијата на организацијата се заснива на подобрување на условите за соодветна здравствена заштита на жените, децата и младите, активно вклучување на децата и младите во општествените текови на живење, како и почитување и заштита на човековите права. Организацијата последните десетина години работи според стратешки развоен план и се стреми кон постигнување на зацртаната визија, мисија и стратешка цел. Работата на организацијата главно е фокусирана и е поделена во 3 програми, односно здравствена програма, програма за деца и млади и програма за човекови права со акцент на права на жените. Преку здравствената програма, организацијата работи на создавање на услови за подобра здравствена заштита на населението. Преку разни форми на едукација, јавно застапување и лобирање се залага за подобрување и унапредување на здравието кај жените и општата популација. Активностите започнуваат со еден крупен чекор – лобирање за дополнување на Законот за здравствена заштита на Република Македонија, со воведување на програма за редовни бесплатни гинеколошки и мамографски прегледи еднаш годишно за секоја жена, а со цел рано откривање на рак на матката и рак на дојка. Организацијата како лидер на неформално здружување од 16 женски невладини организации на национално ниво покрена иницијатива и спроведе кампања за лобирање која резултираше со поднесување на амандман во парламентот на Република Македонија, но и негово усвојување во февруари 2004 година. Со тоа владата на Република Македонија превзема обврска секоја година да изготвува превентивна програма за репродуктивно здравје на жените, односно воведување на бесплатни ПАП тестови. Првата програма беше усвоена во март 2005 година, со што беа офатени 128.000 жени на национално ниво. Здравствената програма продолжува и во континуитет се работи на нејзино унапредување и подобрување. Од 2005 година во рамките на здравствената програма функционира група за самопомош на жени заболени и лекувани од малигни заболувања, на кои им се пружа психосоцијална помош и поддршка. Активностите од здравствената програма главно се однесуваат на подигање на свеста на жените за репродуктивното здравје, активности за доследна примена на владините програми за бесплатни гинеколошки и мамографски прегледи, средби со жени заболени и лекувани од малигни заболувања и членови на нивните семејства, работи за подобрување на здравјето кај жените преку рано откривање на рак на матка и дојка, организира едукативни и информативни активности на разни теми: менопауза, остеопороза, хипертензија и поголема грижа за менталното здравје кај жените. Секако, во дел на здравствената програма не се занемарени и другите целни групи. Децата и младите најчесто се опфатени со разни едукативни работилници пред се за репродуктивно и сексуално здравје, но и болести на зависност и штетни последици од употребата на дрога, алкохол и цигари. Во последните неколку години во оваа програма се вклучени и лицата од ромската етничка заедница, кои добиваат мотивацијски пакети и едукација за превенција од заразни болести, како што се туберкулоза, хепатит Б, ХИВ, СИДА и така натаму.
Програмата за деца и млади вклучува промоција на демократија преку едукација на младите за демократија, почитување на основните човекови права и слободи, имплементација на активности поврзани со правото на глас, заекнување на внатрешните односи, надминување на културните бариери кај представниците од различни етнички заедници, ненасилно разрешување на конфликти и едукација за мир. Главна цел на програмата за деца и млади е активно вклучување на децата и младите во општествените текови на живење. Оваа програма започнува да се конституира од март 2001 година, кога во рамките на организацијата на жените на општина Свети Николе започна со функционирање Бабилон центар за деца и млади. Бабилон центарот, како проектна активност на организацијата, функционираше до јуни 2006 година, а потоа продолжи со работа и програмата за деца и млади и младинскиот информативен и културен центар, кој функционира до денес. Во Бабилон центарот, во неговото 5-годишно функционирање беа фатени повеќе од 500 деца и млади од општина Свети Николе. Затоа и по завршувањето на оваа проектна активност, центарот и понатаму продолжи со активностите за деца и млади на возраст од 5 до 30 години. Еден од поголемите успеси на програмата за деца и млади е изработка на локална стратегија за млади на општина Свети Николе, која беше усвоена од страна на Советот на општина Свети Николе во декември 2007 година, а со тоа беше прва изработена локална стратегија на национално ниво. Целта на локалната младинска стратегија беше вклучување на младите во општеството и зајакнување на нивните капацитети. Главно активностите од програмата за деца и млади се насочени кон континуирано зајакнување на капацитетите на децата и младите преку функционирањето на младински информативен и креативен клуб, учество на домашни интернационални младински размени, волонтерски кампови, тренинзи за комуникацијски вештини, тимска работа, дебати, лидерства, јавен настап, изработка на бизнис план, техники за полесен пристап при вработување и можности за самовработување, компјутерски курсеви, странски јазици. Во досегашното функционирање на програмата за деца и млади во многобројните активности се офатени повеќе од 5700 млади на локално и национално ниво. Организацијата на жени на општина Свети Николе дел од својата работа со младите ја насочува и кон програмата за промовирање и развој на волонтерството и волонтерската работа. Во училиштата во општина Свети Николе се дава придонес кон подобрување на квалитетот на живот кај децата и младите во општинава, можност младите да се вклучат во општествено корисни активности, како и можност младите сами да создадат подобри услови за живот во местото на живење и пошироко. Досега беа реализирани повеќе проекти за развој на волонтерската работа во училиштата преку менторство и PR едукација, со која беа офатени повеќе од 1000 деца од основните и средни општински училишта. Воедно, децата опфатени со овие проекти покрај стекнатите знаења и вештини за волонтерска работа, имаат можност да црпат и споделат волонтерски искуства со други деца од земјите во регионот и преку учество на волонтерски кампови. Во рамките на оваа програма, од октомври 2008 година започна со работа локален волонтерски сервис, волонтерска инфоточка која работи на развој и имплементација на квалитетен систем за волонтерски менеджмент. Со оваа програма во изминатиот 7-годишен период беа офатени повеќе од 57 млади невработени лица кои добија волонтерски ангажман во десетина локални фирми и институции. Преку програмата за човекови права, организацијата се стреми кон подигање на јавната свест кај жените, децата и младите за постоењето на проблемите со семејно насилство, трговија со луѓе, нивно препознавање и последиците и можностите за заштита од нив. Во рамките на оваа програма на локално ниво, во 2007 година е формирано локално координативно тело за превенција и спречување на семејно насилство. Организацијата активно работи со Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените на локално ниво во однос на подготовка и реализација на програми и акцијски планови за нивната работа, а исто така соработува и со комисија од останатите општини. Организацијата работи и на воведување на родово буџетирање, како и лобирање за поголема застапеност на жените на раководни функции и управни тела во јавни институции и организации. Исто така во изминатиот период активно се работеше и на зајакнување и едуцирање на жените за нивно поголемо вклучување во политиката. Организацијата на жените на општина Свети Николе секоја година во рамките на кампањата 16 меѓународни денови борба против семејно насилство врз жените
одржува активности со цел да се подигне свеста кај жените од општина Свети Николе за постоењето и препознавање на семејното насилство во сите негови форми, да не се прикрива, туку јавно да се говори за тој проблем и да се бара заштита во надлежните институции. Во рамките на организацијата од јануари 2005 година работи Канцеларијата за бесплатна правна помош, која нуди правна и психосоцијална помош на жени кои имаат нарушени семејни односи. Организацијата како членка во формалната група Будност активно работи на превенција и јакнење на јавната свест за трговија со луѓе и соработува со институциите и здруженијата кои работат директно со жртвите од трговија со луѓе и придонесува за нивна реинтеграција во семејството и во пошироката средина. Жените од општина Свети Николе исто така добиваат едукации за родови односи и родова еднаквост. Во програмата за човекови права организацијата работи на прашањата поврзани со работен однос, прекршување на работничките права, мобинг и механизам за заштита на правата од работен однос. Има една поговорка која вели: треба да ископаш многу песок, од кој потоа трпеливо ќе измиеш ситни зрна злато. Ситните зрна злато ископани во 25 години стаж и постоење на организацијата се толку блескави, скапоцени и значени, а се доделени преку големиот број награди и признанија. Награда за граѓанско општество и демократија, доделена од страна на Македонскиот центар за меѓународна соработка на 9 јуни 2005 година, за активностите во зајакнувањето за учество и влијанието на луѓето врз јавната политика. Организацијата издействува амандмански промени во Законот за здравствена заштита на Република Македонија со воведување на бесплатна скрининг програма на секоја жена еднаш годишно, а се со цел превенција од малигни заболувања и унапредување на здравието на жената. Со оваа програма се предвидува секоја година да бидат уфатени 20% од женската популација во нашава земја на возраст од 19 до 65 години или 100 до 200.000 жени годишно. Награда Златен медал 2006 година која се доделува во чест на 14 септември, денот на ослободување на Свети Николе. Наградата е доделена од страна на Советот на општина Свети Николе за посебни достигнувања и промоција на општината и за долгорочна успешна работа на организацијата и подобрување на положбата на жените и децата во земјава. Награда Бисер на мудрост, доделена од ЕСА, Европска асоциација за рак на матка, за напредокот во спроведувањето на програмата за превенција од рак на матка во Македонија. Наградата е доделена на Организацијата на жените на општина Свети Николе, Министерството за здравство на Република Македонија, Комисијата за еднакви можности при собранието на Република Македонија и Македонското женско лоби од Скопје како признание за нивниот исклучителен придонес кон програмата за превенција на рак на матка. Наградата беше доделена на 26 јануари 2010 година во Европскиот парламент во Брисел. Во 2014 година Организацијата на жените на општина Свети Николе учествуваше во надпреварот Civil Society Per Exchange во организација на Еуклид мрежата од Англија и Центарот за институционален развој од Македонија, а финансиски поддржан од британската амбасада во Скопје, Македонија. Во конкуренција од над 40 иновативни идеи за поттикнување на демократски реформи, јакнење на човековите права и креирање на економски можности за поддршка на граѓанските организации, организацијата беше една од трите најдобри организации и го доби признанието во областа на градење политики и застапување со проект за помош и поддршка на жените заболени и лекувани од малигни заболувања со цел полесно надминување на болеста и нивно реинтегрирање во општеството. Новинарите од Источниот регион на Република Македонија во рамките на активностите на регионалниот центар Исток, кој е дел од Сдруженијето на новинари на Македонија, следејќи и севкупните општествени процеси од овој дел од државата, во мај 2015 година доделија признание на неуспешните на оние кои посветено, упорно и стручно и пожртвувано работат на повеќе полига. Во рамките на невладиниот сектор признанието е доделено на Организацијата на жените на општина Свети Николе за упорноста во борбата против градот да добие мамограф, бидејќи статистички во овој град жените најмногу заболуваат од рак на дојка. Во 2015 година Организацијата на жените на општина Свети Николе е добитник на плаќета за долгогодишна поддршка и разбирање во реализирање на заеднички активности со отворена портал Страда Скопје
и по повод одбележување 20 години од основање на меѓународната мрежа за борба против трговија со луѓе Ластрада и 15 години постоење, успешна мисија и работа, 15 години промовирање на човековите права и застапување на интересите и потребите на лицата кои се под ризик или претрпеле насилство и трговија со луѓе. На низата од награди на организацијата за својата 25 годишна успешна работа се придодеде уште едно признание и плаќета за лауреат. На 19 декември 2015 година, пред само неколку дена, по повод патронот на градот Свети Николе, градоначалникот на општината Свети Николе заедно со Советот на општина Свети Николе доделија плаќета Свети Николај за посебен придонес во развојот на здравствената програма на локално и национално ниво, токму на организацијата на жените на Свети Николе. Организацијата и волонтерите, кои што се вклучени во голем број со несмален интензитет, ја продолжуваат благородната мисија која започна далечната 1990 година. Ова го подкрепуваме со бројки од нашите досегашни активности, а тоа се реализирани повеќе од 85 проекти, здравствена програма што опфати над 130.000 жени секоја година, програма за човекови права кој им даде подршка на над 18.000 жени, деца и млади, и посебна програма за деца и млади која опфати над 5700 учесници од целава земја.